домашни и странски посетители го преполнија доерани во изминатиот празничен викенд. Се навршуваат 68 години од формирањето на Струмичкиот театар, едно од првите и најзначајните културни средишта во регионот. Од вчера на југоистокот започнаа уписите на учениците во прво оделение во учебната 2017-2018 година. Добар ден, почитувани, започнуваме со дневникот на телеканал А1. Пратениците на ВМРО ДПМН од собранието порачаа дека ги реафирмираат следните позиции. За кои реафирмации станува збор, слушаме во продолжение. Против пратениците Мухик и Мисовски, кои превземаа недоловнички дејствија и предизвикаа политичко насилство, ќе поднесеме кривични пријави до надлежните институции, најавија пратениците од Коалицијата за подобра Македонија. Пратеникот Антонио Милошовски на Фејсбук објави дека неговите колеги од Коалицијата за подобра Македонија денеска во собранието ги реафирмирале следниве позиции. Секој пратеник има мандат и должност да го почитува и штити деловникот на собранието, законите и уставот на Република Македонија. Ниедна политичка амбиција на политичар или на политичка партија не дава право за рушење на деловничката процедура како дел од демократијата во собранието. Обидот за избор на председател на собранието со кршење на деловникот и на законите е нелегален и ниеден политички притисок не може да го покрие тоа. За пратениците Мухик и Мисовски, кои презедоа недоловнички дејствија и предизвикаа политичко насилство, ќе поднесеме кривични пријави до надлежните институции. На Македонија во овие тешки и многу чувствителни моменти не е потребен нелегален председател на собранието, нелегална влада и создавање тешки политички преседани со формирање паралелни институции спротивни на уставот, кои можат да предизвикаат штетни и непоправливи последици. Пратениците во собранието имаат мандат од граѓаните. Граѓаните се носители на суверенитетот на Република Македонија и нивниот став е најбитен без разлика дали е изразен на избори или на демократски протести. Ниту политичкото насилство, нити физичкото насилство во собранието не се за оправдување, ниту пак поради насилни поединци некој има право целиот миролюбив народ да го нарекува терористи. Бидејќи медиумите немаат пристап до деловите на собранието, од неофицијални информации кои се споделуваат низ различни медиуми, Тала Џафери, кого СДСМ и другите коалицијски партнери во четвртокот го избраа за председател на собранието, додека ВМРО ДПМН и коалицијските партнери сметаат дека тој е нелегитимен, тој својата работа ќе ја извршува од неговиот досегашен кабинет, додека не дојде до официјално примопредавање. Иако се очекува да испрати писмо со кое ќе го побара мандатот од председателот Иванов, тој не може да го стори тоа додека не ги добие собранијските печати кои се во моментов кај Трајко Велјановски. ВМРО ДПМН е ниту барало амнестија, ниту има причина да бара амнестија и секогаш било на страна на народот и државата. Тоа е разликата меѓу ВМРО ДПМН и ЗАЕФ, наведува ВМРО ДПМН во реакцијата на денешното интервју на председателот на СДСМ Зоран Заев за Дојче Веле. Според ВМРО ДПМН, Заев е уценет и исплашен дека ќе мора да одговара за криминалите што ги правел. Не може да свати дека некој искрено ја сака Македонија и оти некој искрено и честно се бори за одбрана на државните и националните интереси. Кај него се и предмет на пазарење и преговарање. Затоа Заев лаже и клевети, посочува ВМРО ДПМН. Заев наведуваат, освен што ги измами граѓаните, освен што ја погази волјата на граѓаните, освен што ги погази уставот, деловникот и законите, освен што нареди да се пука по граѓаните, систематски работи на распродажба на државните и националните интереси само за да се допре до власта. ВМРО ДПМН апелира до граѓаните да не потпаѓаат, како што наведуваат, подлагите и провокациите на овој хроничен лажго, бидејќи тоа е дел од сценариото кое Заев треба да се спроведе, а го обмислиле надворешните центри кои не им мислат добро на Македонија и на народот. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат од денес во 17 часот пред владата во Скопје, но и низ градовите во целата држава, а на југоистокот ќе започнат од 19 часот, вклучувајќи ги Струмица, Гевгелија, Валандово, Радовиш.
Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат денес во 17 часот пред владата во Скопје, но и низ градовите во целата држава. На југоистокот мирните собери ќе започнат од 19 часот, вклучувајќи ги Струмица, Гевгелија, Валандово и Радовиш. Како што најавија од граѓанската иницијатива на официјалната страна на Facebook, продолжуваат понатаму посилни и помотивирани. Велат дека се горди на граѓаните кои во целиот изминат период покажале храброст, достоинство, чест и непокор пред неправдите и никакви заплашувања, закани и навреди, кон луѓето поддржувачи на заедничка Македонија нема да им поминат. Од иницијативата се децитни дека никој нема право и нема да му биде дозволено да ги крши уставот и законите во Република Македонија. Бараме од институциите да поведат постапка за сите кои се обидоа да извршат државен удар и вон сите процедури кршејќи го уставот да бираат претседател на собранието. Не интересира кој го поддржал незаконскиот Џафери. Во оваа земја газда е народот на Република Македонија, а не бирократи од дипломатските мисии кои си го гледаат својот, а не интересот на граѓаните на Република Македонија, напишаа од иницијативата на нивната Facebook страница. Од друга страна, лидерот на СДСМ Зоран Заев и интелектуалците кои важат за стратези во партијата, како што е Љубомир Фрчковски, најавуваат дека денес ќе продолжи сценариото за преземање на власта што започна во четвртокот со спорниот избор на Талат Џафери за претседател на собранието. Одиме со настаните од југоистокот. Домашни и странски посетители го преполнија Дојран и во изминатиот празничен викенд. Од општината потврдуваат дека како и во претходните години, така и оваа цените на храната и сместувањето остануваат непроменети. Празничниот викенд, како што беше очекувано, го наполни Дојран со туристи. Излетниците кои традиционално во најголем број ги имаше од Струмица, Гевгелија и околината, како и викенд туристи од Скопје, Радовиш и од другите градови, ги запоседнаа слободните површини во градскиот парк за да ја направат традиционалната скара. Споениот викенд го зголеми и бројот на патници, а според последните податоци само на граничниот премин за овие 3 дена поминале 2000 патници. Посетителите задоволни најчесто коментираат дека Дојран во последните неколку години се смени кон подобро и со надоаѓањето на езерото му се врати и поранишниот сјај. Проширувањето на пешачката патека и отворањето на новите плажи домашните туристи го оценија како голем плюс за привлекување што повеќе посетители од земјава, но и од странство. Само пред 2 викенди Дојран исто така беше преполнет со посетители за време на слободните денови за празникот Великден, а општинските власти соопштија дека се надминала бројката од 10.000 туристи, со што се исполнети и постоечките капацитети речиси до последното место. Со тоа локалните власти очекуваат да се надмине и минатогодишната бројка на посетители. Од општината потврдуваат дека како и во претходните години, така и ова, цените на храната и сместувањето остануваат непроменети, а за време на овие празнични викенди редовни посетители на Дојран се и странските туристи. Оттаму велат дека и ова лето посетителите ги очекува богата културна програма, која започнува кон крајот на пролетта, со новото издание на Гурман Фест, настан на кој се презентира традиционалната дојранска кујна. Денес се навршуваат 68 години од формирањето на Струмичкиот театар, едно од првите и најзначајните културни средишта во регионот. За историјата од формирањето до денес повеќе во продолжение. Точно 68 години поминаа откако Струмица го доби првиот независен театар. Народниот театар Антон Панов, формиран во далечната 1949 година, за прв пат пред публиката ја изведе познатата представа Бегалка, поистоимената драма во 5 чина на македонскиот писател Васил Илјовски. Пиесата напишана за народот и за широките народни слоеви со особено настојување на сите да им биде поблиска и разбирлива, е првото дело драматуршки представено пред струмичката публика. Како што Илјовски сакал на сцената да види победа на вистината над лагата, на доброто над злото, победа на социјалната правда и човечноста, така и била пренесена од тогашниот ансамбл на Струмичкиот театар. Фотографиите кои се чуваат во архивата говорат за едно време со високо развиена свест за културните настани, полна сала, заинтересирана публика, талентирани актери. Токму таа прва постава на уметнички работници ги постави темелите на театарското творештво кое е меѓу првите во овој регион.
Делата тогаш се изведувале во салата на Стариот театар се до формирањето на Центарот за култура, кога Народниот театар продолжува да твори таму. Откако пред 16 години од пожар беше уништен Стариот театар, Министерството за култура заедно со Заводот и Музејот Струмица го започнаа еден од најголемите проекти, а тоа е враќањето на неговиот сјај. Сега, при крај неговата санација, вклучувајќи го статичкото засилување на неговата конструкција и реставрацијата на препознатливиот изглед на ова здание од центарот на Струмица. Последните информации од ресорното министерство говорат дека веќе се подготвува и представата која ќе се изведе годинава во реконструираниот театар. За овој проект се издвоја финансиски средства во висина од 220 милиони денари од државниот буџет. Стариот театар во Струмица е изграден во 1949 година, а истиот беше уништен до темел во големиот пожар во 2001 година. Од своето основање и во годините на своето постоење, театарот Антон Панов поставил на сцена повеќе од 350 премиерни изведби од познати светски и домашни автори со изведби од познати актерски имиња и режисери. Годишно театарот подготвува и реализира околу 5 премиери со околу 50 на репризи, по дела од домашни и странски автори. Учествуваат на сите домашни театарски фестивали и манифестации, а имаат и соработка со повеќе странски театарски куќи. До ден денес театарот гордо го носи името на истакнатиот македонски драмски писател Антон Панов. Од 6 април 2004 година, со измените на одредбите од новиот закон за култура на Македонија, трите претходно самостојни организации, Дом на култура, Уметничка галерија и Народен театар Антон Панов, се интегрирале во една заедничка организација под името Национална установа Центар за култура Антон Панов Струмица. Објектот на Центарот за култура е една од најпознатите градби во Струмица која зафаќа простор од 5560 метри квадратни. Објектот бил пуштен во употреба на 1 мај 1986 година, како Дом на културата Благо Јанков Мучето. Денес културниот центар Антон Панов го организира, консолидира и води целокупниот културен живот во градот. Центарот е средиштето на сите културни збиднувања во градот и околината, представи, изложби, концерти, промоции на книги, литературно-музички средби и презентации. Основната цел и активност на центарот е да ги едуцира граѓаните, а посебно младата популација, анимирајќи ја нивната културна креативност, зачувувањето и негувањето на традиционалното културно наследство и творештво и створање на една културолошки чувствителна и образована публика. Од просторните капацитети и кадровска екипираност на објектот моментално се располага со голема сала со 600 седишта, мала сала со 150 седишта, мала сцена со 100 седишта. Фоајето е на простор од 320 метри квадратни со 70 седишта. Изложбениот простор зафаќа 207 метри квадратни, скулпторското ателје 100 метри квадратни, а интерната библиотека располага со околу 2000 книги. Активностите се водат во 3 сектори: драмско-сценска дејност, музичко-концертна и изложбено-галериска дејност. Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица, вклучувајќи го и театарот, во рамките на своите програмски активности реализира годишна програма како производ на активностите на трите сектори кои работат и делуваат во истиот. Од вчера во општина Гевгелија започнаа уписите на учениците во прво оделение во учебната 2017-2018 година. Родителите можат да ги добијат потребните информации од педагошко-психолошката служба во основните училишта секој ден од 9 до 14 часот, најдоцна до 31 мај. Од вчера започнаа описите на учениците во прво оделение за учебната 2017-2018 година во сите основни училишта во општина Гевгелија. Запишувањето во прво оделение е задолжително за сите деца кои ќе наполнат 6 години до крајот на календарската 2017 година. Според законот за основното образование е задолжително за сите деца од 6 до 15 години. Затоа општина Гевгелија издаде соопштение во кое се вели дека се врши упис на деца во прво оделение во учебната 2017-2018 година. Овој упис ќе трае до 31 мај 2017 година, а се офатени сите оние деца кои што се родени во 2011 година, како и оние што сакаат да се запишат, а се родени во месец јануари 2012 година.
Уписите ќе се вршат секој работен ден од 9 до 14 часот и секој училиште е должно да ги опфати децата од својот реон. Се очекува оваа година во основните училишта во општината да се запишат над 200 ученици во прво оделение. Подетални информации може да се добијат во педагошко-психолошката служба во основните училишта. Се информираат родителите на дечињата кои што треба од 1 септември да стартуваат во прво оделение во учебната 2017-2018 година, дека во тек се уписите на истите. Уписите или запишувањето на првачињата е задолжително и тоа за учениците кои што заклучно со декември 2017 година наполнуваат 6 години или родени се 2011 година, цела календарска година и 2012 евентуално јануари месец. Со себе треба да понесат извод од матичната книга на родените, потврда за примените вакцини од соодветна здравствена установа и картонче од стоматолог. На барање на родителите, запишувањето на детето може и да се одложи, но единствено со потврда издадена од здравствена установа, која ќе утврди дека не е подготвено да оди на училиште. Родителот, старателот на детето е должен да го запише детето и да е одговорен за неговото редовно посетување на наставата. Хит представата Име во режија на хрватската режисерка Нени Делместре беше прикажана пред радовишката публика. Оваа трагикомедија, одиграна од 5 македонски актери, беше прифатена со воодушевување од публиката. Театар комедија во соработка со Центарот за култура Ацо Караманов од Радовиш ја одржа театарската представа Име во режија на хрватската режисерка Нени Делместре. Радовишката публика имаше можност да ужива во оваа хит представа која, како што истакна македонската театарска, филмска и телевизиска глумица Јелена Жугик, беше прифатена со воодушевување од публиката. Апсолутно, театар комедија овде гостува исклучиво со комедии. Ова е наша, ако не се лажам, 4-то гостување. 2 пати гостувавме со представата Стюардеси, еднашка со представата Љубов моја. Секогаш најдуваме на одличен прием на нашите комедии. Од нашите хит представи се вика Име во режија на Нени Делместре. Тоа е една еминентна гостинка од хрватска режисерка. На сцената на Жугик друштво и правеа уште 4 нејзини колеги: Роберт Ристов, Атанас Атанасовски, Илија Илиовски и Кристина Ласовска. Инаку оваа трилер комедија ја представува навидом обичната семејна вечера на едно тесно семејство која набргу се претвора во хаос. Станува збор за една семејна вечера меѓу едно тесно семејство, каде што тргајќи од една, би рекла, шега, ќе дојде до распад на тоа семејство. Се надевам дека публиката ќе ужива како што и ние уживаме на сцена. 5 актери играат во оваа представа, во главном сите петорица се од почеток до крај на сцената, како што кажав, една семејна вечера во еден семеен дом и се случува на едно место. Име премиерно беше прикажана на 10 септември 2015 година и е дело на современите француски автори Александар Дела Петелие и Метју Дела Порт. Ова беше 4-то гостување на театар комедија во Радовиш. Почитувани, во продолжение да видиме што се случува денес надвор од границите на Македонија. Американскиот председател Доналд Трамп изјави денеска дека е отворен за средба со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Јун под соодветни околности, објави Bloomberg News. Би било во ред да се сретнам со него, апсолутно би го направил тоа. Би бил почестен, истакна Трамп во интервју за Bloomberg News, додавајќи дека би се сретнал со него под соодветни околности. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави денеска дека неговата земја на референдум ќе одлучи за членство во Европската унија. Ердоган во интервју за индиска телевизија ја обвини Европската унија дека не е ниту искрена, ниту честна и ја остава Турција да чека пред нејзините врати. Турција ќе одлучува за тој евроинтеграцијски пат на референдум, како Брекзит, истакна Ердоган кој престојува во посета на Њу Делхи. Односите на Турција со земјите членки на Европската унија се влошија пред одржувањето на референдумот за уставни реформи со кои се прошируваат овластувањата на председателот.
За време на првомајските собери денеска во Истанбул се приведени 165 лица, соопшти полицијата. Мнозинството од приведените, околу 140 лица, планирале да учествуваат во недозволен собир од страна на власта. Во операцијата на безбедносните сили во Истанбул вчера и денеска биле одземени 85 рачно изработени бомби, околу 100 шишиња полни со боја, наменети за употреба на протестите кои не се дозволени од властите, маски и други материјали се наведува во полициското соопштение. Полициското присуство во целиот град беше зајакнато, а на небото прелетуваа хеликоптери. Околу 30.000 полицајци се ангажирани за безбедноста во Истанбул. Премиерот на Малта, Жозеф Мускат, повика денеска на предвремени парламентарни избори на 3 јуни, една година пред редовниот рок. Денеска ќе побарам од председателот да го распушти парламентот, за да може да се одржат на 3 јуни, истакна Мускат на соборот на својата лабористичка партија. Малта моментално, па се до 30 јуни, председава со Европската Унија. Овде го завршуваме овој дневник. Следното издание на дневникот на телеканал А1 е во 20 часот. Гледајте на и тогаш. Пријатно од мене.